Се погласни по реални се стравувањето од нов бегалски бран. Мигрантите ги користат сите можни рути за илегален влез во земјава, но и брзо заминување од тука. Целта е повторно Западна Европа. Соседна Србија за краток период веќе има на своја територија околу 6000 мигранти. Влегуваат не само низ земјава, туку и низ Косово, но и Бугарија. Вториот бран на бегалци и мигранти очигледно овој пат нема да ја подмине Бугарија. Оттаму информациите се дека неделно им влегуваат околу 700 мигранти. Досега имаат околу 10.000 на нивна територија. Армијата на Македонија, како и досега, е прераспределена долж граничната линија со Грција и спремна со сите потребни техничко-тактички мерки за безбедност. Ние како армија сме целосно подготвени да соодветно настапиме. Имаме развиено планови, логистички сме подготвени, за да може да соодветно одговориме доколку бројот на мигранти сериозно се зголеми на нашата граница. Се разбира дека се ќе зависи од имплементацијата на договорот меѓу Турција и Европската унија. Ние внимателно го следиме и тој договор и неговата имплементација и како сериозна држава ние треба да бидеме подготвени за сите сценарии. Македонија, како и многу пати досега од странски функционери, добиваат пофалби дека на првиот бегалски бран успеа да ги зачува одговор на европските граници, обезбеди контролиран проток на бегалци и мигранти. И денес со слична констатација и чешкиот министер за одбрана Мартин Стропницки. Значи не е коректно и не е праведно Македонија да биде оставена сама во оваа тешка состојба во која се наоѓа од другите членови. Треба ние да ви помогнеме со некои материјални средства и со човечки ресурси и затоа сме тука и затоа така мислам дека треба да се продлабочи нашата соработка во иднина на таа тема. Кризната состојба во земјава е прогласена до крајот на годинава, но поради очекувањето нов бран на бегалци, истата ќе се продолжи до наредната, односно до 30 јуни. Чешкиот министер очекува бранот бегалци да биде најголем наредната пролет.